Добродошли во Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојажиевски. Две номинации од председателот Барак Обама за високи владини функции се откажа откако се соочија со тешки прашања за задоцнато плаќање на даноци. Том Дешел се откажа од номинацијата за иден секретар за здравство. Претходно истото го стори и кандидатот кој требаше да биде контролор во работењето на владата. Обама во слободен стил коментираше. Цитираме: оплескав. Кандидатот за секретар за здравство во новата влада беше мета на критики поради тоа што со задоцнување платил $120,000 данок. Синоќа реши да се повлече. Длабоко се извинувам на председателот Обама, моите колеги и американскиот народ. Председателот Барак Обама на почетокот застана за Дешел. Вчера призна дека погрешил, едноставно коментирајќи ја оплескав. Во крајна линија, јас земам одговорност за ситуацијата во која се најдовме. Вчера се повлече и кандидатот за главен контролор на работата на владата, нова функција што ја поведе Обама. Ненси Килефер ќе имаше задача да ги затвора владините програми што немаат ефект, но се испостави дека и таа имала даночен проблем, не платила надоместок за невработеност за лице најмерно да работи во нејзиниот дом. Минатата недела Сенатот го потврди Тимоти Гајтнер за секретар за финансии и покрај тоа што се за доцнување платил данок од $34,000. Обама призна дека сите три случаи праќаат лоша порака за владата која вети најстроги етички правила до сега. За мене е најважно да ги увериме американците дека немаме двојни стандарди, дека секој е одговорен. Во оваа ситуација јас ја преземам одговорноста. Обама порачи дека е важно во моментов вниманието да остане на главната задача на неговата влада – подобрување на економската ситуација. Владата на Обама најавува нови правила што ќе ги ограничат платите на извршните директори на банките што прифатиле владина помош на $500,000 годишно. Ваквиот чекор е мотивиран од неодамнешните медиумски извештаи дека некои компании од Wall Street минатата година платиле бонус на своите директори во вкупна вредност од $18 милиарди, додека економската ситуација во земјата се влошува. Обама изјави дека таквото однесување е неодговорно и срамно. Киргистанската влада поднесе предлог до парламентот за затварање на американската база во близина на главниот град Бишкек. Американската амбасада во Киргистан вели не добила известување за планот на киргистанската влада. Базата служи како главен центар за поддршка на операциите во Авганистан. Киргистанскиот претседател Курманбек Бакиев изјави дека двете земји не успеале да се договорат за надоместокот за користење на базата. Тој ова го изјави во Москва по средбата со рускиот претседател Димитри Медведев, кој најави $2 милиарди помош за Киргистан. Неколку големи европски политички партии во Европскиот парламент ги повикаат членките на Европската унија да прифатат притвореници од Гвантанамо, кога Соединетите американски држави ќе го затворат овој центар. Сепак неколку конзервативни партии се против идејата, со образложение дека прифаќањето на притворениците би представувало безбедносен ризик. Председателот Обама веднаш по стапувањето на функцијата потпиша наредба за затварање на Гвантанамо. Може би не е спорт, но посекако е добро за здравјето. Сузи Волшман од Австралија победи во трката по качување по скали на Empire State Building во Њујорк, што е незина трета победа поред. Томас Рот од Германија беше неуспешен меѓу мажите. Ваков надпревар во највисоката зграда во Њујорк се организира секоја година. Внимавајте што зборувате, се снима. Актерот Кристијан Бейл е на насловните страници од весниците откако на снимањето на филмот Терминатор Salvation историл порој пцости на лице кое случајно му влегло во видно поле додека ја снимал сцената. Снимката објавена на телевизиите содржи повеќе избришени пцости отколку пристојни зборови. Бритни Спиерс и незините родители ги тужи поранешниот менаџер Сем Лутфи, затоа што бил туку така отпуштен. Вели дека преку суд ќе докаже дека договорот му е раскинат и му должат пари. Минатата недела пејачката побара судска наредба за заштита од него. Тинеџерските звезди Мајли Сайрус и Тейлор Свифт ќе пеат во дует за време на доделувањето на наградите Греми во недела. Ќе изведат песната 15 која напиша Свифт.
Во продолжение на News Flash, на новите истражувања покажуваат дека американците се повеќе во економската криза штедат на храна, а тоа се одразува и со прекумерна дебелина. Истото важи и за другите развиени земји кои чувствуваат кризата. Еве зашто се работи. Експертите велат дека поради влошената економска ситуација, американците избираат храна опасна по здравјето, со зголемени количества на шеќери, масноти и калории, а малку хранливи материи, позната како нездрава храна. Професорката Джудит Вајли Росет од Универзитетот Јешива во Њујорк вели: некои истражувања сугерираат дека исхраната базирана на нездрава храна чини третина од цената на здрава исхрана базирана на овош и зеленчук. Цената на овошјот и зеленчукот и натаму расте, додека цената на нездравата храна останува иста. Маријана Фуедали живее со 11 лица во незиниот дом. Не јадеме здрава храна, туку она што ќе го наполни стомакот, што може да си дозволиме да го купиме. Некои ресторани во САД веќе рекламираат специјалитети на рецесијата, со храна како хот-дог, што има калории во изобилство. Истражувањата направени на Универзитетот Вашингтон покажуваат дека 10% пораст на сиромаштијата во САД резултирал во 6% пораст на прекумерна угоеност. Здравствените експерти велат дека е полесно да се здебелите со нездрава храна, затоа што има приличен вкус и прави да барете се повеќе од неа. Нутриционистите апелираат овошјето и зеленчукот да поевтинат за да станат подостапни и советуваат луѓето да научат да подготвуваат храна која истовремено не е скапа, а добра по здравјето. Тоа беа вестите за оваа среда 4 февруари 2009. Јас сум Јане Боаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Погледнете нашата најнова анкета, но и други содржини на voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер. Се гледаме утре.